Гледате анализа. Добро вечер. Добро вечер и за моите гости. Иво Ранџеловиќ, политиколог. Се уште не политичар. Да. Добро. Емир Хасановиќ, експерт за безбедност и комуникација. Благодарам за поканата. Благодарам што сте тука и двајцата и одиме со сценаријата за крајот на војната. Се предпоставува дека 4 недели, можеби и повеќе од толку, но не премногу, нема да биде како украинската војна предолга со години, тоа се предпоставките, иако никогаш ништо не се знае, но околу сценаријата, дали опозицијата ќе ја демократизира државата, тоа е многу неверојатно, но има разни сценарија за кои и светските медиуми пишува, дали ќе опстане режимот. Тоа е многу веројатно, заедно со гардата. Дали ќе завладее хаос во земјата. И да не одам има милион сценарија, но клучот е во крајот на војната. Таа се уште трае, беше и Турција нападната со ракета и НАТО ја одбрани со безбедностен штит. Говорам за денешните настани. Што велите, Ранџеловиќ? Што најверојатно ви изгледа за крај? За почеток би ве замолил да ми дадете малку време. Да, за се одговорот, разбира. бидејќи темава е доста комплексна, не толку интересна, меѓутоа Неколку минути. да, пред се би сакал да кажам дека Персија или Иран е име на планета една цела, на една цела цивилизација. Тоа е една нација, еден народ кој толку многу придонел за се она што го живееме во секојдневието, да не верувам дека ќе се роди уште еднаш таков народ. Цивилизацијски. Апсолутно, Да, придобивки има. И тоа е нормално, си има своја човештвото. видна диференцијала со режимот кој владее таму. Меѓутоа, кај нас, во имот Иран, имам чувство дека подразбира одредена стигма, имаме одредени негативни конотации кон тој народ кога ќе ни кажат Иран или иранци и сето тоа. Иако една од ретките нации кои имаат, да речеме, толку многу голема диаспора, која можеби е и наједуцираната диаспора во светот. Јас не сум чул и видел терористички напад во Европа или во САД да биде инициран од иранец, например. Значи се работи за една исклучително паметна нација. Тоа би сакал да го нагласам како за почеток на мојот. И лидерите нивни, да не ги заборавиме во тој контекст. Во делот на режимот кој владее таму од 79 година па наваму, тоа е еден режим авторитарен, теократски режим, кој генерално морам да кажам дека ги попречува граѓанските слободи, репресивен по сама природа и така натаму. И она што јас го сметам како најлошиот дел на режимот, тоа е дека инструментализира религијата за да воспостави контрола врз 100 милиони прекрсни граѓани, иранци. И во тоа гардата предничи, се разбира. Апсолутно, да. Да. Меѓутоа, постои една друга вистина, а тоа е дека оваа воена интервенција на САД и Израел апсолутно не носи демократизација на таа држава или некакво ослободување на тој народ од режимот кој владее таму. Вие напоминавте во прашањето крајот на војната. За да имате крај на војната, треба да имате цел на таа војна. А целта на војната е се само не демократизација на Иран и ослободување на тие граѓани од режимот. Целта на таа војна е сосема нешто друго, има тука некои стратешки позиции, воспоставување контрола врз нафтените деривати на Иран, протокот на таа нафта пред се кон Кина, 40% од извозот на нафтата е кон Кина и така натаму, значи има сосема други цели од некакво ослободување на народот. Оно што ретко ќе го видите во медиумите, било кој медиуми, најмалку кај нас, е еден многу важен момент кај тој народ и кај тој режим, а тоа е една есхатолошка основа, есхатологија, една прекрасна наука за конечнијата судбина на човештвото и на постоењето наше на живењето, кој е сршта на режимот во Иран и било кој друг исламски режим. Исламските режими на секаде во светот, па така и во Иран, го сметаат животот како фаза, како преодна фаза кон нешто, кон некоја нова реалност, возвишена реалност. Ние на Западот или христијанската култура овој живот го сметаме како најважниот и како конечниот, да. Токму овој мотив на исламските режими им дава отсуство на страф од смртта.
За разлика од западната цивилизација која што обседната животот, фаталистички апсолутно. гледа. Ова е причина зашто ајатолата не избега, зашто е убиен во неговиот дом, во неговото секојдневие рутина. И тоа е таа метафоричкиот корен на сите исламски режими е токму тој, затоа многу тешко може да ги рушите. Затоа и војната интервенција за рушење на режимите во Афганистан, во Ирак, во Либија никаде не успеа. Па дури јас ќе кажам ниту во Кореја, ни во Виетнам, ни во Југославија, единствено каде што паметам дека успеала демократизацијата со тенкови авиони во Панама и симнувањето на Норвегија. Меѓутоа и во Иран ќе биде многу тешко. Тој режим е така систематизиран, така навлезан. Прочитав некој податок дека има помеѓу 200 и 400 илјади мули во Иран. Значи, тој е толку вкоренет во секојдневието, да, режимот може да падне, но не е идејата за режимот. 100 милиони граѓани се во Иран, јас што викам, коегзистираат две спротивставувачки вистини. Првата е дека ова е режим кој не е добар за слободите на граѓаните и пред се иранскиот народ, и втората е дека оние луѓе, иранци кои се противат на режимот, не мислат дека израелска воена интервенција им носи нешто добро. Значи тоа е една лимбо ситуација на иранците кои за жал се во тешка состојба. Дел од нив славеа, но ги видовме во светот, се разбира, интернет нема и веќе 100 часови. Не можеме да добиеме кредибилни информации. Така што ќе завршам со тоа и се извинувам за долгиот одговор, тоа е дека оваа воена интервенција веројатно ќе заврши, дали ќе биде тоа неколку недели, месеци и така натаму, многу веројатно и дека добар дел од представниците на режимот ќе паднат и ќе дојде во некаква си транзиција, или барем таква перспектива, меѓутоа војната, битката за Иран и што ќе се случува таму на политички план не е ни почната. Јас би рекол, бидејќи треба да војувате против идеја. Толку за почеток, да. Се извинувам уште еднаш. Во ред, да, Хасановиќ, околу жртвите, за кои говори Ранџеловиќ, велите и вие дека идејата ги држи луѓето и се подготвени за жртви, да гинат 100 милиона луѓе се во прашање. И дека таа идеја нема да умре така лесно. Опозицијата практично е кревка, тоа може да се разбере од ставот на Ранџеловиќ и дека има минимални шанси. Има неколку димензии прашањето. Од проста причина што мислам дека тие компарации кои што често ги слушам помеѓу Украина и Иран, не мислам дека се соодветни. Не, јас само кажав за должината на војната, се разбира. Прво, Иран е еден од најголемите изводници на сирова нафта и газ. И тоа извезува во држави кои што се диаметрално спротивставени во однос на интересите на колективниот Запад, ако веќе тоа се уште постои, ако можам така да го наречам. Така да тоа е една многу битна димензија. Второ, нивните воени способности, капацитети гледаме дека воопшто не се занемарливи. Така да нивната можност да дестабилизираат еден цел регион, бидејќи тие не го напаѓаат само Тел-Авив, напаѓаат Бахрейн, напаѓаат Абу Даби и Дубај, Доха, па дури и Саудиска Арабија, и сега ја дестабилизираат целата продукција на нафта во Саудиска Арабија, напаѓајќи ги нивните капацитети таму. Тоа е прва работа. Втора работа во однос на тоа антрополошки што го објасни Ранџеловиќ фантастично, има разлика помеѓу претходниот ајатола кој што го има направено и поставено тој фундамент врз кој што почива теократскиот режим. Но ајатолата кој што беше ликвидиран беше доста попрагматичен. Например, тие имаа свој прокси во Хезбола. Пред неколку месеци имавме напад на Хезбола каде што целото лидерство на Хезбола со помош на пејџерите беше елиминирано. Тоа беше лекција за Иран да направи еден line of succession што се вели, односно да се направат контингентски планови за тоа доколку биде елиминиран шефот на гардата, кој ќе отиде после него, и после него, и после него, и после него, со цел да се обезбеди тој континуитет на режимот кој што го објасни Ранџеловиќ, дека постои една линеарна вертикала, не само идеолошка, како матрица, туку и како структура и операционализација на сето тоа. А во однос на исходите, значи, во Иран ништо не може да биде бинарно. Само затоа што народот кој што можеби замислува еден послободен Иран, тоа не значи дека го замислува по крој, по димензија на она што го гледаме дека се пласира.
посебно шахот. Мислам дека шахот не ужива некоја, барем по она што го слушам и гледам јас, она што се појавува како, да речем, некаков тренди на дигиталните медиуми и помеѓу opinion makerите во Иран, не мислам дека постои некаква желба и волја помеѓу иранскиот народ за враќање на таков систем, а од друга страна алтернативите се доста кревки, како што и вие кажавте. И сега тука имате една доста комплексна ситуација во однос на тоа што ќе се случува понатаму. Но додека бев во Лондон имав неколку ифтари со дипломати од земјите од заливот. И она што ми беше најинтересно, и она што највеќе ми остави впечаток е, пазите, тие се луѓе кои што се бомбардирани имаат семејства, кои што велат да, ова е трагедија за нашите земји. Не можеме да не го разбереме Иран, вели. Што за мене беше доста фрапирачки, некаде го бомбардираат. Што се брани од нападите во тој смисла. Значи, иако има цивилни жртви, тие ужасни цивилни жртви. Уште првиот ден 150 и неколку девојчиња беа убиени во училиште. Меѓутоа исто така и во Доха, исто така во Абу Даби, исто така и во Кувајт и секаде гледам. Но она што ми беше многу фасцинантно е што не се сваќа толку здраво за готово целата, има еден мултидимензионален аспект на тоа. И сега треба да го погледнеме регионот пошироко, нели, бидејќи ние го гледаме Блискиот исток низ она што го знаеме ние, што е доста аутдейтирано пред 30 години. Значи тоа се емирати и кралства кои што имаат консултантски компании кои што се базирани во Лондон, во Њу Јорк, кои што ги брифираат адекватно и кои што ги советуваат на еден многу подалеку усежен и обсежен начин. И така креираат една политика која што е многу по мултидимензионална од она што да речеме ние на Балканот сме навикнати да го доживуваме. Има една многу колоритна перспектива во однос на она што се случува, така да мислам дека и тие регионални играчи се доста битни, бидејќи сега има притисок врз сите инволвирани од нив. Значи, тука има еден мултидимензионален шах кој што се игра, така да тоа ќе биде многу битно во исходот на. Велите црно-бело дека гледаме, особено западните медиуми, западната јавност и генерално западните политичари. Да. Тоа ви е идејата. Па тоа е тој ориентализмот на Едвард Саид, нели? Дека ние мислиме дека тие размислуваат доста ригидно, one track што се вели, меѓутоа пак уште нешто што би сакал дополнително ниво на компликација, нели? Ние можеби ја гледаме Кина како доста тивка. Меѓутоа повторно на таа источна цивилизација можеби нормативната моќ на Европската унија ја прави таа да биде, нели, многу гласна во своите изјави и осудување и така натаму. Тоа Кина не го прави. Тие повеќе работат на track to diplomacy, постојат две траки. Првата трака е таа јавна, односно пораките кои што се упатуваат, кои што се доста, како да кажам, воздржани од Кина, но во втората трака на дипломатија, односно бинарната комуникација по други канали со Иран. Целата поддршка која што доаѓа од Кина, посебно затоа што и Кина увезува доста енергенси од Иран, е многу силно. И мислам дека тоа дополнително ќе створи едно друго ниво на компликација, едно друго ниво на како да кажам на потешкоти за решавање на овој конфликт. Би сакал исто така да се надоврзаме подоцна за некои од тактичките елементи, посебно за вештачката интелигенција кои што се користат во овој конфликт, кои што мене искрено ме запрепастуваат, бидејќи ако можете да приметите, не се работи за авиони повеќе, не се работи за пилоти, не се работи за војници, не се работи за морнарица, се работи за беспилотни летала. Тоа е нешто што не сме го виделе до сега на овакво ниво и малку ме загрижува, посебно размената помеѓу Антропик и секретарот за војна Пик Хегесен. Добро, да. Добро, сакате да продолжите? Ајде, околу Ранџеловиќ, околу тоа ги спомена американските функционери, ете секретарот за одбрана и добро е во тој контекст, еве да го цитирам Али Ларијани, секретар на Иранскиот врховен совет за национална безбедност, што вели: Иран нема да преговара со Америка. Што практично е демант на Трамп, како тој рече дека новото, цитирам, новото иранско водство дека го замолило да ги продолжи преговорите и тој се согласил. Никакви преговори нема да има. Практично Иран одбива да има било какви преговори. И со тоа еве и се проблематизира самата војна за која говори и Хасановиќ. Црно-бело. Западниот свет ја гледа оваа војна што воопшто не е таква и вие
во тој правец говоревте. Тоа отсуство на страв е во една иста нишка со она што го говорев претходно, во таа метафизика, односно разбирањето, светогледот кон животот и таа филозофија кон животот, пред се на исламскиот режим во Иран. Оно што го спомена пред малку Хасановиќ, многу е опасно, често како бумеранг се враќа на било која војна интервенција на секаде на светот, каде што и оној може да мобилизира и да генерира контрапроизвод. Што значи тоа? И оној дел на населението во Иран, кој не се согласува со режимот, се сочувствува со државниот апарат во моменти кога е бомбардиран. Особено кога сте бомбардиран од условно кажано најголемите непријатели Израелците. Да, што значи дека и тој кој е антирежимот во Иран нема е баш пријатно и сеедно нели да гледа како израелски авиони му ја бомбардираат земјата. Ке повторам, Иран има 100 милиони жители, има и луѓе кои се радуваат на ова, со расширени раце ги пречекуваат израелските авиони, меѓутоа генерално сентиментот не се ослободители израелците. Апсолутно. Апсолутно, да. Она што мала дигресија на сето ова, а сметам дека е важно да го напоменеме вечерва, тоа е дека ваквата интервенција, кога напаѓате држава која претходно не ве нападнала, е преседан опасен во смисла на тоа дека го институционализирате милитаризмот или воената акција како конвенционална алатка во решавање на конфликтите во надврешната политика. И сега го предметнувате Путин и инвазијата врз Украина. Вие сега му давате предмет на Путин, он го велеше исто во години наназад, превентивно ќе ја нападнам Украина, да не влезе, и секој со својата причина, да не влезе Украина во НАТО и така натаму. Американци во Иран имаат друга причина, меѓутоа превентивната војна сега е веќе пред легитимација, односно легитимизирање како конвенционално средство за справување нели со дипломатско средство. Апсолутно. И овој преседан може да води кон амби. Сега вие имате една Кина која може наистина да се повика кон Тајван и да рече и ние превентивно нели ќе нападнеме и сето тоа. Сметам дека тоа е резултат на можеби ова ќе звучи малку чудно, меѓутоа на наивноста и незнаењето на господинот Доналд Трамп, што значи политика и да водите најголемата сила на светот. Значи, вие во администрацијата на Трамп немате еден политичар. Ниту еден политичар со сериозен бекграунд и сериозно искуство, уште помалку воено да интервенира. Така што, може би ова кај нас е секојдневие и ништо ново кога на Балканот би се случувало, но и во САД очигледно се случува. Ја не знам да завземам страни, нема нормативи во ова што го зборувам, меѓутоа од една страна ние за време на митинзите на Доналд Трамп во предизборието слушавме како Америка ќе се повлече од сите војни, Америка на прво место. Имаме борц на мирот, да не заборавиме. Мир на секаде на светот, па оние тези дека републиканците, односно демократите секогаш влегувале во војна, републиканците не, сето тоа паја како кула од карти. Од доаѓањето на Доналд Трамп како претседател на Америка не постои период во историјата на човештвото да имало повеќе војни. Без разлика дали човекот е директно, индиректно или воопшто не е крив за тие војни. Од Тајланд, Камбоџа, до Пакистан, Индија, до Пакистан, Афганистан, до каде нема, Азербејџан, Арменија и така натаму и така натаму. Така што треба да се обзнаат овие работи, треба да се разговараат за на луѓето повеќе да размислуваат, да ги преиспитуваат своите одлуки, бидејќи кај нас кога победи Трамп на Балканов масовно се славеше, мислиме дека како да ги не решени сите проблеми и дека сега ќе има мир и нема да има војни. Сега кога се крене нафтата, мислам дека и тоа како ќе удри кај нас и врз нашата економија. Ќе говориме Македонија, се разбира, ќе биде следна на така што, прашањата. Јас жалам искрено, јас сум од оние кои мисла дека воена интервенција никогаш не е потребна и никогаш не може да оправдаме воени интервенции. Запамтете едно, без разлика кога, каде и како, секој еден кој напаѓа е агресор. Дури и да е политички во право. Дали Русија во Украина, дали САД во Иран, кој каде и да напаѓа, тој е агресорот. Да. Добро, ова е првата војна на бордот за мир, за којата и говореше и Раџеловиќ, и сега околу наивноста на Трамп, но и на луѓето кои му се во кабинетот. Тој изрази надеж, дали е тоа наивност, дека елитната иранска воена групација ќе го положи оружјето.
ќе го предаде оружјето на иранската опозиција. И може сега и за вештачката интелигенција за која почнавте да говорите. Колку е фасцинантна оваа војна во негативен контекст се разбира секогаш е таа фасцинација. Станува збор за војна. Апсолутно. Да. Председателот Трамп има, барем во академските кругови ја нарекуваат the Don Roe Doctrine, односно доктрината на Монро, која што ја водеше Америка во изолационизам, и се обидуваше да направи една контракција од присуството на Америка во светот со цел да направи или да поттикне некаков раст или некаква нова страница во американската епоха, што е комплетно контрадикторно со самото постоење на САД. Моја скромно мислење. Но она што е исто така интересно е што нели таа Монро доктрина исто така повлече и едно друго прашање, тоа е дефакторизација на меката моќ. USAID се затвара. State Departmentот губи клучни функционери, клучни оддели кои што нели дипломатијата секогаш се гледа како луксус, се додека не е. Демократски алатки практично се изгубија, се уништија односно. Тоа не е демократска алатка, тоа е државотворна алатка. Тоа не е врска со демократија. Демократски во светот, говорам. Тоа е државотворна алатка, имаме недемократски земји кои што тоа многу добро го ползуваат, дипломатијата постои уште од кога постои концептот на држава, од кога сме покинали да бидеме орди, кога сме станале држави, постои дипломатија. И мислам дека тука е веќе компликацијата и затоа сите се борат и не знаат како да стигнат до заклучок, затоа што све што сме знаеле, се што е теоретска основа за она што ние го гледаме и доживуваме, веќе не важи. Меката моќ не постои. И сега ви имате еден hard power и тоа имате една, пазете, во однос на воздухопловството. САД ги имаат три од првите 5 позиции, значи нивното воздухопловство во значи како Air Force прво, мислам дека маринците се трети, Navy се четврти. Да разбираме ние за каква кинетичка моќ тука станува збор. И кога ќе ја ползувате таа моќ како дипломатски чип, нели, за блеф, за покажување на влоговите и што и да, тогаш имате на друго ниво на комплексност. Дополнително се комплицира со вештачката интелигенција. Имаше размена помеѓу Антропик, каде што CEO-то на Антропик објасни зошто не може да се користи нивниот софтвер за автономно бирање на цели во овој контекст, бидејќи зборуваше Ранџеловиќ за легалните импликации. Кога вие имате беспилотно летало кое што носи само одлуки каква цел и кого ќе таргетира, кој е одговорен? Беспилотното летало, човекот кој што е зад таа команда, кодерот, човекот кој што издал наверувате или бил кој? Не постои никаква регулација каде постои и каде лежи одговорноста. Ако заврши тоа летало, да. Не може да ја кажете. Логиката вели наредбата, оној кој ја дава наредбата. Не е толку едноставно. Не е толку едноставно. За жал не е, бидејќи не е регулирано, постои едно правно сивило тука. Вакуум некако. Огромен вакуум, бидејќи не е регулирано, не сме се сосрели со таков проблем. А потоа, значи, реакцијата на секретарот за војна Хегесет беше дека поради ваквиот предавнички чин, не се сеќавам сега точно номенклатурата и зборовите, беше дека никој, ниту една фирма која што соработува со Антропик нема да може да смета на договори со Пентагонот. Да. И сега вие имате, значи пазете, го имате Иран, ги кажавме сите тие компликации, ниво на компликации, и стейкхолдери, луѓе кои што и играчи кои што се вклучени, и сега ги имате и овие технофеудалисти од приватниот сектор кои што веќе се нели активни учесници во дипломатијата. Вие гледате сега и на клучните државни собири во САД, меѓу првите редови, порано ако биле државници, денеска се Амазон, денеска Илон Маск, CEO-то на Антропик и така натаму на OpenAI. Значи тоа е веќе нова реалност со која што се соочуваме, така да би било сулудо да донесам некаков заклучок, знам дека само комплицираме и кажам колку е потешко, меѓутоа тоа е реалноста. Мислам дека паметување и доведување на заклучоци за некаков исход би било многу тешко, бидејќи како што кажа Ранџеловиќ на почетокот, целта не само што не е јасна, него не се гледа како би била изводлива да се стигне до нејза. Добро, ајде околу Македонија малку да одиме, па потоа ќе говориме и за Европа, се разбира. Доаѓањето на генералниот секретар на НАТО Марк Руте и неговата средба со претседателката Силјановска отвори многу прашања, односно не добивме одговори на многу прашања околу македонската улога и иднина во ваков
тип на една војна. Неизвестна, иднина е на вистина, особено вие веќе спомнавте, се работи за енергетска, економска, финансиска криза, за која не се гледа загриженост од страна на државниот врв. Може би се загрижени, но одговори конкретни не гледаме. Па добро, доаѓањето на Марк Руте Дека се набавени доволно енергенси, доволно жито, дека има во државава и така натаму и така натаму. Се очекува цените дека енормно може да скокнат. Значи да, сега веќе влегуваме со дискусијава во фаза која што ги коментираме последиците од таа војна. Да. Само би сакал една мала Додека трае војна. предигра на моите аргументи, а тоа е дека воената доминација на една држава, во случајов САД, не е тоа што ја краси една нација, туку ја краси како се вика умешноста да ги предвидите сите оние последици од тоа што го правите. Во моментов американската држава и политика се става во заложништво на политиката на Израел, бидејќи конкретна цел за просечниот американец нема. Војната во Иран нема да го подобри животот на пресечниот американец. Значи во заложништво го ставате статусот на хегемон и пораката која испраќате кон земјите од третиот свет не е баш убава. И лимени сандаци може да очекуваат кога говориме што може да очекува до војната. Ако имате сериозен лидер, тој лидер или таа администрација ќе го предвиди. Затоа сметам дека крајот е многу далеко на оваа војна и последиците сега последиците. Ние како држава, ако добро го разберав државниот врв, кој моментално раководи со нашава држава, поддржуваме војната агресија. Тоа беше експресно соопштено. Доколку ја поддржуваме, треба да сме спремни на последиците. Да не кукаме после ако дојде до високи цени, немаме енергенси, имаме енергенси и така натаму. Значи треба да сме спремни. Да. Доаѓањето на Руте имаше две, според мене, поенти. Првата поента е што направи страшен метеж во сообраќајот, значи беше лудо низ Скопје, и тоа беше една од поважните моменти. И другата е дека најави дека го нема да дозволи како представник на НАТО да се створи вакуум, кој би го пополниле Кина и Русија на територијата на целиот Балкан, па и конкретно во Македонија, што е до некаде сосема окей. Меѓутоа, она што ми беше многу интересно, од една страна, тој господин Марк Руте, штета што вечера не е гостин до нас, па малку да поразговараме политика, а тоа е дека го сервира НАТО како не толку како воен сојуз, туку како вредносен систем. Каков е тој вредносен систем кој поддржува воена интервенција? И како сме ние дел од некој таков систем и се фалиме со тој систем кој поддржува воена интервенција. Да не сади погрешна едноста дека сум против НАТО, супер, за држава што влегла во НАТО, меѓутоа тоа не значи да не ги предизвикуваме болните точки. Бидејќи јас како македонец, една од најдоблесните карактеристики на македонецот е неговата питомост. Ние како нација никогаш не сме започнале војна, не сме учествувале во геноцидни, не знам какви действија, значи како македонци се фалиме за разлика од Западот и многу други земји и сојузници во НАТО кои немаат баш таква чиста, да кажем, историја. Сметам дека во тој дел вакуумот веројатно е пополнет и нема опасност. Дури во извештајот на Европската унија се најавуваше, имаше некои таму поенти, хајлајти дека постои руско влијание по нашиве медиуми и така натаму. Преку Србија таа тука некаде ја гледам присутноста на Руте во Македонија, на страна што меѓу другото и формална посетава, редовна, да кажем, рутинска и сето тоа. Едно знам, дека доколку дојде до проблем, било каков, како последица од војната интервенција на САД во Иран во Македонија, врз економија или било што друго освен безбедност, никој ништо нема да им помогне. Или тоа ќе биде помош некаква индиректна во некаков си пакет мерки. Меѓутоа, ако Европа сериозно биде затекната, да не речам и безбедносно, не дај Боже, нели, загрозена, секој ќе гледа да спасува жива глава. Како во ковид пандемијата. Абсолютно. Така ќе би изгледало и ова сценарио. Така да не се надеваме многу во тој дел. Добро. Хасановиќ, не видовме најава деве токму и тоа е прашањето. Најава дека Европската се разговара со Европската унија, се преговара со ЕУ за некаква помош. Било што се молчи во тој аспект. Што велите вие? И може би постојат некакви разговори, може би тоа е некаква тајна дипломатија, но јавноста би требало да биде смирена и да знае дека нема да ја очекува сценариото за кое говори Ранџеловиќ од ковид пандемијата.
Не мислам дека проблемот е во моментот, проблемот е во несигурноста која што и вие ја потенцирате. И мислам дека тоа е она што е, како да кажам, за мене, како граѓани најболно, што ние имаме толкави дискрепанции и осцилации. Прво сме милени членови на НАТО, па после не сме, па сме заробена држава, па пак сме, па... И тоа е травматично и доста стресно за едно. Тоа е поради тоа што ние немаме никаква политичка конзистенција во изминатите 30 години. Кој како дојде, така е минала политиката. За една мала држава, во меѓународните односи нема, за малите држави во меѓународните односи нема победници и губитници. Има жртви и оние кои извлекуваат на равоучение. Ние на равоучение слабо влечеме. Без разлика дали станува збор за влада предводена од СДСМ, дали од ВМРО, дали бил дуи во коалиција или не. Говорам за целокупниот традиционален политички апаратус кој што во континуитет прави, како да кажам, каприциозни речени. Не мислам дека тоа е од некаква желба за да се направи некаков куршус, туку е од, како да кажам, просто не можете вие да бидете експерт за се. Не може да ви лежи се, не може да го разбирате и Блискиот Исток, и Европската унија, и Југоисточна Азија, и да бидете експерт за Кина и Русија. Не можете. Тоа може да го направи една институција која што ќе биде задолжена за тоа, обично тоа е МНР, меѓутоа нашето МНР е, како да кажем, ние од транзицијата ние не сме направиле некаков голем реформски потек за ние да го адаптираме тоа. ЦК постоела као ЦК, само сме ја преименувале во влада, така. Зградата сме наследиле, така. Собите внатре не сме ги реновирале кој што треба, сме ставиле нека фасада толку. Така и со целокупната инфраструктура внатре. И не сме се прилагодиле на фактот дека ние сме независна, суверена држава, која што сега треба да се прилагодува. Значи, не да водите вие некаква креативна политика, вие се прилагодувате. Вие сте на мала плута во огромен океан кој што мора да остане на површината, како така. И сега не би навлегувал во тоа во овој момент, она што јас ќе најдам некакво решение што би требало и како би требало една држава да се однесува. Например, ја многу си ја сакам Словенија. Многу. Јас сум редовен гостин на Бледскиот стратешки форум кој што е секогаш организиран и под покровителство на Центарот за европски перспективи, кој што е при МНР на Словенија, меѓутоа е независен. Петар Грк е, мислам дека 20 години генерален секретар на Бледскиот стратешки форум. И он е креатор на агендата, он е тотално независен во адженда сетингот за надворешната политика, и кога одам јас секогаш таму се случува да имате председател од една политичка опција, министер за надворешни од друга, премиер од трета. И оние отвараат конференцијата и тоа е еден исти говор. Словенија. Тоа кај нас го нема. Доаѓа Филип ше вика нас треба можеби сад да види дека имаме авторитарен режим, ваму тоа се опасни изјави без разлика што ви е опозиција. Не може да кажете што сакате, меѓутоа не можете така да се однесувате. Исто така не може и министерот за надворешни работи туку така да каже ние сме априори. Уште првиот ден? И после тоа, значи, во следното попладне вие да се јавувате во Катар, па да се јавувате во Обединетите Арапски Емирати, како што кажав, тие плаќаат меки пораки, чекај малце, па ние сме жртви на тоа. А ваму сакате соработка со нас, па идете билатерални посети едно друго. Така да, доколку вие имате една институција како Центарот за европски перспективи, кој што креира меѓународна политика, кога ќе ги соберете вие, пошто ние сме мала држава, 1.700.000, соберете вие, фала Богу, има образовани луѓе кои што може да ги ставите таму, кои што ќе прават ништо друго нема да прават, само ќе следат, ќе мониторираат, ќе прават стратегии за соработки со одредени региони и од таа стратегија ќе направат една убава нишка за тоа како Македонија се позиционира глобално. И врз основа на тоа ќе му биде полесно и на Тимчо Муцурски, и претходно на Бујар Османи ќе му беше полесно, и ќе му беше полесно и на Димитров и на сите министри за надворешни работи да одговорат на овакви тешки предизвици, кога вие ќе седнете со некаков Петар Грк и ќе ви каже слушај, ова тука иде вака, ова може, ова не може, за ова треба да се разговара. А ние сега ние сме во ситуација константно да импровизираме и да се правиме паметни во секоја можна ситуација да се ствара огромен притисок, бидејќи вие кога сте екзекутив не може кабинетот на министерот све да одлучува и да сака не може и да се не знам што тоа треба континуитет. Треба си седнал еднаш со таа делегација, па со оваа, па уште еднаш за 5 години, па да видиш која е промената, на каде одат работите, тоа не може да го направи еден човек кој што има мандат од 4 години. Он може да биде брифиран добро,
Меѓутоа не може сам да го изведе. И тоа е тој континуитет кој што и фали на Република Македонија, и мислам дека е многу кобно што го немаме. И полека мислам дека ќе исплаќаме камати за тие грешки. Не се грешки, тоа се политички проценки, секој има право на тоа, дури и оваа влада има право на тоа. Какви камати очекувате да се исплаќаат? Па не сум видовит, меѓутоа сигурно нема никој да биде рамнодушен на одредени потези, вклучувајќи и тие априори изјави, меѓутоа посебно Блискиот исток. Денеска ние не може да очекуваме инвестиции од Германија, која што моментално има економска криза. Инвестициите се знае од каде доаѓаат. А пак ќе речем, тоа веќе не се држави кои што не знаат што се случува тука. Тоа се држави кои што имаат медија мониторинг апарати кои што кошта $100,000, кои што само преку AI tools пишуваат да видиме како функционираат они на нашиот регион. Добро, окей, можеби Албанија е подобар партнер, крај на приказа. И тука мислам дека треба да се внимава многу, треба да се разговара на едно стратешко ниво, аполитичко ниво, не надполитичко, аполитичко ниво, да видиме како ние да се позиционираме и да не влагаме и да не се ставаме, да не биде она старото ние мајка му ја клела што се клади од него што се вадио. Да направиме Во превод ве молам. На македонски. Не го колнела мајка му ја што се клела од него што се вадел. И тоа е таа тоа мене ме фрустрира. Јас се сакам државата, јас се обидувам да ја представам најдобро што можам и се обидувам секогаш сум се ставал на располагање без разлика кој е бил, сум имал фантастична соработка и со претходни министри, па дури и со овој министер за надворешни работи, меѓутоа треба на нив да им се помогне, меѓутоа не можам ја да им помогнам ако сами не си помогнат. А тоа се направи систем кој што секогаш ќе им биде на располагање и понекогаш можеби нема да им биде лесно, но ќе има дивиденди за нив кога ќе дојдат овакви ситуации. И затоа мислам дека треба сериозно да се направи еден разговор за структурирање на еден државен think tank кој што ќе биде во рамките на Министерството за надворешни работи, кој што ќе има своји финансии, своји фондови, кој што ќе соработува со невладиниот сектор, кој што ќе соработува со колеги од Словенија, од Европската унија и така натаму и така ќе пратиме. Тоа е пораката, ние сме озбилна држава, стигнавме. Тоа е пораката, а не одредена изјава ад хок во одреден момент. Добро, одиме со реклами, останете со нас. Се враќаме во анализа и да продолжиме. Емир Хасановиќ како вели не смее да се слуша и вие тоа го говоревте конечно, слепо било кој, дали Америка или било која држава треба да се гледаат сопствените интереси. Конечно видовме шпанскиот премиер како говори за нелегитимноста на таа војна. Видовме ли бенефит ние од стратешкиот сојузник Америка во овој период? Видете, тоа е комплексно прашање. Зошто? Затоа што ние сме виделе многу големи бенефити од таа Америка, но можеби не во последниот период. И да бидам поконкретен, не од администрацијата на Трамп, во чие време го променивме името. Меѓутоа, не е страшно да играте вие, ајде да кажеме сега со глава во зид кога водите дипломатија и карт бланш да дадете кон американската подршка во било што. Меѓутоа да имаме нешто опипливо за возврат. Ние од како е дојден Трамп на власт и од како практицираме, да кажеме, некаква сервилна надворешна политика кон тој појак најсилен партнер веројатно на светот, ние добиваме за возврат 30% царини, забрана за имигрантски визи, па некаков си фер трговски договор во кој ние ќе плаќаме 15% царина, они ќе плаќаат 0 и така натаму, никако да добиеме нешто опипливо, барем јас како обичен граѓанин не можам да го видам тоа. Тоа е едно, второ. Како тоа ние сме за Америка во таа интервенција? Кои сме тоа ние? Јас, вие, народот, кој? Добро, власта секогаш го има легитимитетот да говори. Има легитимитетот да направи позиција и да изјави во име на владата. Меѓутоа, јас не сум сигурен во најмала рака дека мнозинството на македонскиот народ или на граѓаните во Македонија ја потржуваат војната интервенција на САД во Иран. На крајот на денот не е ни важно што потржува нашиот народ и нашата држава, бидејќи не сме некој фактор, меѓутоа многу кажува за нас. Како што вели Хасановиќ, во некоја перспектива, ова што сега го зборуваме и практицираме, некој некаде во дипломатските архиви го запишува. И врз база на тоа или не отпишува подоцна. И практицира надворешна политика кон нас, не ја крои капата, во некоја, бидејќи се ова што се случува е многу однапред испланирано, значи во минатото, секој потек и према Иран и према нас и према секоја една голема сила има таа дипломатска архива, запишува и твори врз база на истата. Така што сметам дека треба да сме многу внимателни. Не секогаш да истрачуваме и да даваме изјави, па дури не секогаш и да заземеме став.
Наместо да бирате страна во војната помеѓу САД и Иран, одберете позицијата на мир. Кажете, ние сме за што побрзо да дојдеме до мир, до решение за мир. Истото и за Русија и за Украина. Не се ставајте во ситуација во која не сте ни повикани, ни прашани да воопшто се ставате. Меѓутоа, за да дојдете до такво нешто, суштината е, ова што го збореше Хасановиќ, немате континуитет. Зошто немате континуитет? Пошто немате позитивна селекција. 35 години ние немаме позитивна селекција. И тоа е, денес ние тоа го живееме. Позитивната селекција немаме во ниту една сфера на општеството. Затоа и не може да се справиме со трагедии како Кочани, како овие последната и последните со семено наследство. Кога системот пука на секаде, не прашува. И таа позитивна отсуство на позитивна селекција до некаде не уништи. Да. Добро, околу председателката Силјановска уште веднаш ја смири јавноста, значи и пред посетата на Руте по Советот за безбедност, седницата, таа изјави дека Македонија е безбедна, дека нема опасност внатре и во регионот, таа говореше и за Македонија и за регионот, иако во Грција знаете дека веќе се преземаа мерки за безбедносен штит околу Кипар, но се едно гледаме дека и Турција е таргет. Така да регионот не можеме да бидеме сигурни, па ни за Македонија дека е безбедна. Но што велите вие? Личеше прилично самоуверена председателката и ја смири паниката, што е добро. Но која е реалноста, која е фактичката состојба? Колку Македонија е безбедна? Е моето прашање. Зашто некој би се замарал со Македонија? Држава од 1,7 милиони, нити имаме излез на море. Не залутуваат дронови. Немаме продукција на некои проектили, на некакви сериозни војни капацитети. Не дали може да залута, во тој смисол секако дека ние не би биле таргет. Боже мој, може и метеор да удири од ама тоа е божјата више сила, нели? Добро. Меѓутоа зборувам за тие некои планирани структурирани напади, Македонија тотално не е интересна на тој. Може да се случат можеби некакви хибридни закани кои што би значиле некаков софтверски напад на нашите веќе кревки капацитети. Не би сакал да преюдицирам, меѓутоа еве во најлоша ситуација, меѓутоа не го гледам мотивот зошто некој би трошил ресурси за Македонија. Искрено, јас да сум сега во Иран, не би размислил така. Меѓутоа постои и еден друг момент кој што го напомена нели Иво на почетокот во однос на тој континуитет, значи не е само во однос на партнерството со САД. Океј, еве да речеме дека партнерите од САД сакаат да ни помогнат. Проблемот е што ние не знаеме што ни треба на нас. Вие може да имате партнер par excellence. Вие не знаете што барате. Ви отидете на состанок и го почнувате со thank you for the cooperation, односно благодарам за поддршката и за соработката, имаме долго партнерство и они кога чекаат вие да кажете да излезете со 10 точки што треба они да направат за вас, вие тоа не го правите, они викаат топ. Продолжуваме на следниот состанок на агендата која што е доста густа денеска и ќе дојде некој друг со добро спремена шопинг листа за тоа што сакаат од нив и така се развива партнерство. Ние имаме доста шупливи состаноци со сите наши партнери, тоа јас го слушав додека бев малце поактивен во државниот апарат. Никој нема да ви каже на вас, нели, абе кажете нешто, меѓутоа ми уредови ќе ви кажат нашите состаноци со вас се доста предвидливи. И тоа е се што треба да знаете, кога ви каже некој дека состаноци се предвидливи, тоа значи дека вие не се спремиле, не сте побарале ништо. И тоа е значи 30 години наназад, луѓе доаѓаат овде на прошетка. И затоа и не ни доаѓаат веќе. И кога ќе дојдат, они доаѓаат со своја агенда, пошто викаат аман заман вие појма немате, ние ќе оди треба да ви кажам. И тоа е тој момент, за тоа велам за некаков think tank, аман заман, и можеби тоа звучи наивно, можеби тоа звучи идеалистично, меѓутоа тоа мора да се менува веќе. Не можете вие да отидете на состанок со Марк Рут и да немате шопинг листа и со поезија да влезете таму. Тоа не е ни проза, не е ни поезија, туку е bullet points. Так, имам 15 минути со тебе, сакам ова, кажи ми што може, кога може и што треба ја да направам за да го добијам тоа. Треба му кажете на заменикот, на помошникот, на секретарот, на помошникот на секретарот. Да бидат претходно информирани се разбира. Да знае човекот со кого треба да разговара, кога ќе дојде веќе да ги има одговорите. Еднаш имав привилегија да бидам на А5-ката и се сеќавам кога пишувавме заедничката изјава со представниците од САД, луѓето дојдоа со толкава книга. Полиси, што може, што не може. И секој збор од изјавата се проверуваше тука. Ние доаѓаме празни раце и импровизираме на лице место што сакаме, што не ќем. Тоа е проблемот. Еве исто стратешки договор со Британија. Океј. Што вели Ивоне,
Кога вади што кажеш, што гледаме, што сакаме ние од нив. И после они нормално, они ќе ти дадат кредит, нема проблем, што ја ќе ти дам кредит, зашто не ти дам кредит? Ама што правиш со тој кредит? Тоа е проблемот. Што сакаш јас да ти дадам за возраст? Дај почни некаков разговор, почни некој танго со нив, они сакаат тоа да го прават, ние сме интересни. Меѓутоа ние од што сме интересни, би сакала да чуем. По моделот кој што сме ние. Македонија има модел за извезување на мултиетнична демократија, на едно општество кое што за разлика од речеме од Албанија и Србија кои што се доста монолитни структури, моноетнични структури. Ние сме она што Европа го замислува за Балканот, сакале не ке? Вие пак имате, ние имавме некаков конфликт, рамковен договор, не е Дејтон, унитарна држава, една влада, еден претставител, едно собрание, сите тука се расправаат, ама заедно се расправаат. Да. И тоа е нешто што може да се извезува и сакаат да го видат и во Србија, луѓето сакаат да го видат во малце поубав модел во Албанија, во Косово, сакаат да го видат, ама ние не успеаме од тоа да направиме вредност, ја кажеме, ова е убаво. А луѓето би вложиле во Македонија. Меѓутоа мора да го направите тоа да биде атрактивно, мора да направите идеја околу тоа. Ние се расправаме дали сега може правосуден на албански, дали може, дали не може. Апсолутно ме разбирате. Многу сме некреативни, неинвентивни. А за тоа треба континуитет, треба ресурс, треба размислување, треба знаење. Апсолутно треба. Затоа што тоа на последниот во листата тоа е последната точка која е потребна во оваа држава. Апсолутно, меѓутоа знаењето, видете, потребна е работа. Знаењето се стекнува со искуство, потребна е работа. Имаш ти луѓе кои што 9 до 5 нема направат ништо осим тоа, што бидат добро платени, кои што ќе бидат инцентивизирани, односно ќе имаат мотивирани да останат таму 7, 8, 10 години, како што Петер Грк е 20 години генерален секретар на Блед. Јас сакам таков човек таму да видам. 20 години да биде таму и да ништо не го занима, само да биде Бледски стратешки форум кој што е сега најдобриот форум во Европа. Сите доаѓаат. Нема кој не доаѓа. Тоа сакам да го видам во Македонија. Кој не би дошол на форум во Македонија? Посебно кога бевме најинтересни, кога направивме нешто, можеби тој преспански договор не ни се свигаше, ама беше многу атрактивен за меѓународната заедница, многу интересно, целата академска заедница се пишуваа есеи ваму таму и ние. Имаше преспа диалог, да не заборавиме. Да не зборуваме каков беше тој преспа диалог. Тоа беше некој чул идејата, не ја дочул до крај, не ја имплементирал кој што треба, по 15 луѓе на панел, тоа беше патетично. Меѓутоа идејата беше тука. Да. Ама сега реализацијата фали, кога ти ќе оставиш кабинетот на министерот за надворешни да го организира тоа, кој што прави 15 ствари во денот плюс тоа, не иде. Треба да имаш тим кој што ништо не работи цела година. Центарот за европски перспективи има тим за Бледски стратешки форум кој што кога ќе заврши недела 2 недели они одмараат и после веќе они кога заврши од 15 септември они викаат што правиме следна година. Тоа е проблемот. И ти кога ќе почнеш, кога имаш таква една енергија, после тоа нели од надворешната, па собираш, они цело време идат, па викаат чекај, ова има тука, вика чекај дојди ти од Министерството за внатрешни, оваков сурвелен систем има таму, треба се пазиме од ова. Сега они имаат, нели, најсимпатичното нешто, они имаат дипломација, дипломација на пчели. Имаат нека пчела која што е најиздржлива, која што е имуна на сите болести и они сега идат, пази во Афганистан идат и работат со жени таму кои што се невработени. И им даваат пчели и плюс прават поленизација, тоа нели таму пустините ги оплеменуваат, се расте све, идат у Јужна Америка, со амазонската прашума работат, се ревитализираат. Словенија една мала. Ние филм снимивме со пчели за Оскар. И сега сакате да ми кажете дека Македонија нема што опони, па не мора да нудиме нуклеарки и све, не сме ние толку битни, ама тие мали симпатични работи нас може да направат многу атрактивни. И во Словенија се живее феноменално. Јас стварно мислам дека Македонија може да се живее феноменално, меѓутоа не може да се живее феноменално ако правиме купи ден продај. Да се прави ако имаш ти визија, сакаш да бидеш држава, сакаш суверенитет, сакаш да бидеш меѓународен играч. Понашај се така, пријатели. Тоа е многу едноставно. Али тоа мора да биде аполитички, државотворно и државно. Толку. Да, во држава во која партијата е се и свја и партиската војска е таа која ја држи државата да функционира. Заложништво, да, само би се клучниот мотор. Јас се согласувам апсолутно со што кажа Хасановиќ, значи која е суштината? Суштината е кога нас ни е потребен предмет дипломатска шопинг листа да ние си ја кажеме нашата мака. И што ние бараме од било кое партнерство, па така и со САД. Видете, јас ќе се дозволам да кажам и Хасановиќ, ние сме обликувани и образувани во амерички калап. Ние сме деца растени и учени таму. Во очите на јавноста за многу луѓе сме американски џаци, да не го преведувам. Тоа не значи дека јас не треба да излезам со таа шопинг листа и нешто да побарам во име на тоа партнерство. Повторно, ние не бараме милиарди ракети, а може 200 километри да ги подстрижиме и обликуваме за колку толку достоинствено да живееме. Тоа што во моментот го прави Петро Санчес.
Ја споменавте Шпанија. Да. Санчес е фантастичен политичар, како што кај нас не се родил. Меѓутоа, тој покри својата политичка кариера. Во заложништво ја става цела една Шпанија. Па Шпанија е држава која да не се качала на брод, Америка немала биде откриена. Значи, зборуваме за еден гигант во светот, кој одбира да биде на правата страна на историјата И не се покрај плаши. репрекусиите. Да. Значи, не викам јас сега нашата претседателка да излези и да глуми Нелсон Мандела, меѓутоа да се извлече нешто во целава работа, во тоа карт бланш партнерство, во крстење во сад и така натаму, да некоја полза да изнесуваме. Нам не ни треба многу. Ние сме 1,5 милиони народ, со гранки ќе се загрееме и со тон патличани пипреки ќе се прехраниме, меѓутоа малку да поентираме во целава работа. Не го подценувам, не го кажувам за да обесхрабрам, меѓутоа повикувам на колку толку ако се слуша мојот глас некаде во држава, на некаква се минимална промена. Јас само мислам на доврзано, значи не е уредо е што ми имаме партнерство, уредо е да има поддршка, има начин како тоа ти да го артикулираш. Никој тебе нема да ти замери, а никој нема да те тапне по рамо што величи браво, фала Богу, македонците рекоа, па сега можеме мирно да спиеме. Што нудиме 8.000 војници? И треба да се знае, знаете, кај седите, кај ви е место, никогаш не седнувајте таму кај што ќе ви рече стани. Тоа што го вели Иво. Значи, нашето партнерство со САД е долгорочно и е врзано за нашата државност. И јас разбирам инстинктот да се негува тоа. И тоа треба да се негува. Не можеме ние без САД во овој момент барем, без разлика. Па и самата држава воопшто не би се осамостоила без поддршката на САД. Имено, значи во тоа име ние мора тоа да го негуваме, меѓутоа има негување и има негување. Така, вие мора да разберете и направите дистинкција. Значи, не е моментално Америка не е монолитна. Има доста струи кои што размислуваат поинаку, па дури и во самиот кабинет на претседателот не е баш толку монолитно. Знаете, треба да бидете многу внимателни, посебно кога се земате тврди страни. Јас пак ќе речам, ја не мислам дека имало лоша намера. Пак ќе речам дека ова е поради тоа што не можете вие како еден кабинет да бидете свесни за се. Меѓутоа може да имате луѓе. Ние фала Богу ги немаме тие пари да седнеме и да кажеме дојди денеска сакам да ми дое Хилен Нолтон на состанок, утре сакам да ми дое Portland Communications, за утре сакам Grayling и сакам сите да ми продадете пич, ја имам 15 милиона да ви дадам државен договор за вие да ме советувате. Немаме пари за тоа. Ако имаме пари, не ме занима од каде доаѓаат. Пошто имаме дупки у буџет. Ако не, собери ги тие што ги имаш, а имаме доста. Еве, Чивнинг секоја година, програма на која што сум јас, секоја година плаќа 5-6 луѓе на програма. Секоја година. Фулбрайт. 100 и кусур луѓе имаме, кои што отише на елитни универзитети. Ништо. Па и оваа нашата програма во Министерството за образование плаќа стотици луѓе. Како бе не успеале да ги соберат и да кажат уреду. Исто и за финанси, напред мал think tank за финанси, да го планира буџетот, да ти ја планира економијата, кажи што може, што не може, што е нашиот извор, на што се базира нашата економија, освен градежништво. Што извезуваме ние? Кој е нашиот продукт? Ја извезуваме Шеќеринска. И вие, да, и тоа ми е и прашањето, вие работевте кај Шеќеринска кога беше министерка за одбрана и Руте дури кажа дека била негов избор, можеби и намерно заради власта и непреголемата поддршка која претходно ја имаше, да. Прашањето? Да. Прашањето? Ваш коментар. Па, видете, секога јас се гордевам и со Срџан Керим, што беше претседател на Генералното собрание на Обединетите нации. Се гордевам со Радмила Шекеринска, се гордевам со Горан Пандев, се гордевам со Дарко Панчев и се гордевам и со Лестер Бомекеле. Секој оној кој што ќе ја стави Македонија на мапата за убава работа, мене ми е огромна чест и привилегија. Дополнително персонално ми е чест и привилегија што сум работел со нејзе. Мислам дека е исклучително битно што имаме човек на така висока функција. Се надевам дека има директна комуникација помеѓу нашата влада и господјата Шекеринска. Се надевате или тоа е моето прашање? Да, се надевате или има? Што велите вие? Кој е вашата анализа? Ќе треба да ја прашате господјата Не, Шекеринска. вас ве прашувам. Па мислам дека постои простор за подобрување, мислам дека секогаш може подобро и повеќе, мислам дека кај нас работите се длабоко исполитизирани, вие гледате каков дискурс имате помеѓу партиите, мислам начинот на кој што се разговара е кога сме 180 милиона, па сега ние може имаме и луксус да се делиме на вакви и такви, што на 1.700.000 кого ние делиме и што парчиме. Мислам дека треба да малце повеќе сензибилитет, малце реториките да се смират, а на домашен терен, па потоа и на меѓународен терен да ги ползуваме луѓето, мислам дека станува збор за, не знам, Радмила Шекеринска или за Емил Киријас, кој што беше нели висок функционер на Либералната интернационала и така. Тоа се луѓе кои што мора да ги ползувате. Мора.
Сакале не келе. Така, тоа се луѓе кои што се таму, би било сулудо да не ги користите и ползувате, така, без разлика кој е. Значи, кој да е, за господјата Шекеринска, мислам, пазете, втор човек на НАТО не е мала работа. Воопшто. Тоа се буџети кои што тај. Ако знам нешто за Радмила Шекеринска, тоа дека обожава да ги гледа буџетите и јавните набавки, така да би било убаво. Внимава околу тоа, на тоа мислам. Се каде и да одите, да. Со каф, вакви нешто гледа таму, некои бројки, никад не успеав да го разберам како го прави по 12 сата дневно, али да, мислам дека би има многу голем простор да се разговара, може да се направи некаков широк диалог за еве кога веќе имаме човек таму да видиме дали може нешто да направиме во наменската индустрија. Да не биде само код, да видиме што може друго да има, дали може да се почне некаков бизнис, па дали може тоа да биде некој микрониво, па нека почнат децава нека работа, дали може да биде софтверска индустрија која што кај нас функционира, па да дадеме некаква поддршка во тие аспекти. Украината фантастично го прави. Имаат многу млади предприемачи и бизниси кои што веќе добиваат сериозни договори. Би било фино да видиме и ние наши, да видиме дали можеби ние сме држава која што има металургија, па да видиме таа металургија кога веќе ја имаме, дали што ќе правиме, ако веќе ги утепавме рекиве и кој што не може веќе да се пие ни да се сади, дај да видиме некаков аер. И тоа е нешто што мислам дека би сакал да го видам. Сега дали се претпоставувам дека има некаков диалог, не може да нема, мора да има. Само би било убаво да биде на така малце некој елегантен начин полека артикулирано и тоа да излезе со некаков аер за сите граѓани. И ако не постои, охрабрувам тоа да се случува. Мислам дека има многу простор. Да. Барем додека е мандатот. Добро. Ранџеловиќ, што велите вие? Што може да се исползува и кога беше именувана на таа функција, имавме многу емисии, што сега Македонија може да добие со ваква функција како што ја има Шекеринска? До сега не видовме кај нас во јавноста очилава ни се замаглени од една замаглени или розави премногу. За кого како? Меѓутоа, ние сме толку многу претезирани, толку длабоко поделени, да нема да си го признаеме и собствениот успех, доколку не е некој од нашата партија. Јас господјата не ја познам, не сум соработувал, меѓутоа кој да е, што и да е, би требало на некој начин да се гордееме со тоа. А ние сме доведени во ситуација да премолчиме и ништо да не добиеме, доколку не е од таа партија за која навиваме, нема да го препознаеме успехот. Ова не е само случај со Шекеринска, сметам дека и еден Дарко Панчев и Горан Пандев да се во одредена партија нема да ги славиме головите и славата која ја постигнале доколку не е од нашиот табор. Ние сме за жалење во тој дел и само би завршил со тоа доколку не гледа господја Шекеринска и слуша една молба, а тоа е доколку има ингеренции да повлече некоја наше дете во тие институции, да прошета по тие ходници, да седне на маса и да фигурира. Па макар бил и практикант во тие институции, затоа што многу мала држава сме и ни треба еден таков тренинг, па можеби некој од младиве би се вратил и би променил нешто во оваа држава. Што ќе прави тоа дете кога ќе се врати во државава? Зошто сте преголеми оптимисти и двајцата? Конечно некој да ме нарече оптимист, важам за дефетист. Таквите млади луѓе секогаш се маргинализирани, елиминирани од политичките партии пред се. Јас сум конкретна жртва на сето тоа, може да се пофалам. Јас сум еден од луѓето кој се вратил, кој немал потреба никаква да се врати. Меѓутоа не сум се вратил за да очекувам нешто за возврат, од сосема други причини. И не се жалам во тој дел и сметам дека мојата генерација ќе изумре, нема да се промени ништо, затоа веројатно важам за дефетист, но тоа не ми дава за право да не се борам, колку можам. Излегувам по телевизија, некој ме слуша, пишувам, правам, колку можам се борам и можеби еден мој збор ќе допрете некој човек со способност нешто да промени во држава. Но од другата страна што треба да направиме? Да дигнеме раце и да ме лажат и гледаат во очи пред камери на телевизија, да манипулираат со сите нас, да пишуваат и да им сервираат и ги плаќаат одредени партиски и владини, не со оваа влада, со сите влади наназад, тоа е причината поради која излега во јавност. Значи јас веќе не можам да го толерирам, гледам и трпам тоа. Барем мојот живот кога ќе завршил достоинствено во поглед на тоа дека не сум дозволил некој да ме манипулира и да ми кажува како небото не е сино и така натаму. Па здравје Божи, идниве генерации може и нешто поконкретно и опипливо ќе променат. Не имаме многу храбри луѓе, млади луѓе како вас, еве Хасановиќ, Ранџеловиќ и уште неколку можеме да ги изброиме на прсти, а така се прават
држави конечно низ историјата на човештвото, така се да, прават. видите- Векови требаат вакви луѓе за државите. Не знам дали треба вакви луѓе, конкретно Се како разбира, мене, како меѓутоа, инаку. знам Како дека поинаку. кога треба да се каже не, кога треба да се излезе на протест, кога треба да се гласа и така натаму, ние сме најнебројни како народ. Повеќе имате народ на митинзи, одошто за 63 жртви во Кочани. Све е во нас некој страв, се е во нас ќути може и полошо. Покорна култура, за Да. која претходно говоревте дека сме питом народ, но и покорната култура е во Апсолутно, да, и прашање. сметам Таква дека, како што комбинација вели има. еден професор, да преваспиташ нација е будалаштина и тоа некако ме обесхрабрува и кој сум ја било кого да преваспитам. Добро, на крај сме ни уште, минута, две, околу Русија и ставот на Путин го видовме дека е против војната, се разбира, но сега Украина воопшто не знаеме каде се движи конечно војната. Што се случува со Украина и Русија? Имаме минута, две. Знаеме ли воопшто? Па, мислам дека сега е тоа во некаков втор план. Да. Искрено, мислам дека не би сакал да бидам во кожата на Зеленски. Ниту на украинскиот народ особено. Дефинитивно. Мислам дека тоа е комплексна ситуација и пак ќе речам, Македонија е премала за да троши енергија до толку на тоа. Нашите позиции таму се јасни, ние сме членка на НАТО, ние имаме дадено поддршката на однос на тоа што го каже, и мислам дека е многу побитна работа за размислување и за вреднување за нас како од цивилизацијски аспект. Бидејќи ние сега не водиме држава, ние водиме борба за опстанок. Да. Демографски. И мислам дека е исклучително битно да се фокусираме на тоа, меѓутоа пак ќе речем, ние историски гледано не би се сложил дека ние не излегуваме. Јас бев доста активен во шарената револуција, меѓутоа која беше паролата? Нема правда, нема мир. Све ние нешто нема. А што има? Све ние нешто нема, знаеме што не чини. Не, ова не треба. Не кеме да го менјаме името, ама што сакаме. Не кеме да го правиме ова, ама што сакаме. Не кеме да одиме тука, ама што сакаме. Тоа е проблемот, што не постои одважност. Значи, у реду, критикувајте, ама понудиме алтернатива. Кажи дека ова не чини, ама како ќе чини? И тоа мислам дека не достига. А не мислам дека не може да се направи. Меѓутоа само треба малце повеќе сериозност во она што се подразбира политика, а не политиканство. Значи треба да бидеш, ако веќе се бавиш со нешто јавно, тогаш треба да имаш некаква визија, без разлика колку е таа искристализирана, како тоа треба да изгледа. Како ја замислуваш ти оваа држава? Како го замислуваш граѓанинот за 20-30 години? Како ќе личи македонец? Што ќе се бави? Како ќе му стигаат парите новчани? Каде ќе го школува детето? Ако биде болен, каде ќе се лечи? Така, на какви патишта ќе патува? Тоа мислам дека кај нас не достига, но мислам дека не би се сложил со Раджови само за една работа, мислам дека нашата генерација веќе полека размислува така. Ние можеби сме малце апатични, бидејќи истрошивме многу колективна енергија за време на шарената револуција, како генерација, јас се сеќавам, ние имавме тие деца кои што идеа по улици, кои што ја правеле. Колку револуции поминале во другите Меѓутоа, држави и нации низ историјата. Нашата мислам дека беше како да кажам, има многу карактеристики кај нашата, каде што мислам дека имаше многу широк диапазон луѓе, беше доста мултиетнична, морам да признам. Имаше многу работи за дали се. Такво општество сме. Да, меѓутоа не нужно треба да се зема тоа здраво за готово. И тој капацитет кај нас пак ќе речеме selling point за тоа што би наставила нас на мапата. И мислам дека кај нас е вредно време да почне да се разговара така. И сега политичките партии имаат два избора, да се прават луди, да се гледаат дека тоа не се случува, како што искочи со последната излезност на изборите 40%, тоа е катастрофа. Или ако веќе продолжат да се прават луди, тогаш некој ќе опополни тој вакуум. Не може вака веќе и како што каже Иво, ја одбивам веќе да бидам дел од шо и да е ова. Ја имам свој праг на достоинство кој што не може мене да ми го одредува било кој. И јас сум од Шајер. Fight or flight нема кај мене, има fight or fight, односно нема бега или бори се. Кај мене има бори се или бори се. И мислам дека тоа е доста превалентно. Но бори се како интелектуалец на тоа мислите. Па фала Богу, развиено општество сме како другачи. Да. Благодарам што бевте гости на анализа. Благодарам и на поканата. Благодарам што ни гледавте. Пријатно.